Секако не сум задоволен одговорот на министерот, затоа што во оваа држава кога нешто ќе се остави да се разгледа, тоа значи дека многу тешко ќе се разгледа. Знаеме дека постапките за носење на вакви сериозни закони траат многу долго и никогаш не знаеме која ќе е судбината на законот во иднина. Почитуван министер, сега се обраќам пред се до пратениците и на власта и на опозицијата, а дополнително се обраќам и на македонската јавност. Да не ја испуштиме можноста да најдеме компромис помеѓу рудникот Бучим, ќерката фирма Боров дол, вработените таму, од друга страна градот Радовиш, локалната самоуправа, политиката и пред се во интерес на граѓаните на општина Радовиш. Без решавање на оваа проблематика, без усвојување на овој амандман или евентуално наредниот кој доаѓа понатаму, ние отвараме сериозна криза во Радовиш. Од таа криза профит ќе имат само така наречените војни профитери, шпекуланти и дилери, односно тие кои не му мислат нити добро на рударството, нити добро на општина Радовиш, нити добро на Република Македонија, најмалку на самото Министерство за економија која ги менаџира рудниците во Република Македонија. Да пообјаснам за пратениците, се работи за рудникот Бучим, односно ново создадената ќерка фирма од страна на рудникот Бучим, тоа е рудникот Боров дол, и тие две фирми, тие две компании, тие два рудника меѓу себе соработуваат. Ја имаме вечната дилема сега дали да имаме воопшто рудници во Радовиш. Дали бенефитот кој го носат рудниците од една страна и од друга страна загадувањето, нарушувањето на животната средина во овој момент со новонастаната состојба целосно е нарушена таа противтежа и Радовиш останува само со загадување на животната средина.